Колку чини вашата кошничка со прехранбени производи? Според синдикатите, потрошувачката кошница во февруари 2025 достигна 63.773 денари. За 100 евра е зголемена во споредба со лани. Но зошто цените растат вака до недоглед? Македонија одамна го има изгубено епитетот земјоделска држава, затоа што сите статистички податоци кажуваат дека од тоа што некогаш сме произведувале било која култура, сега произведуваме многу помалку, односно речиси преполовено сето производство. Се обидовме да ја потврдиме изјавата на министерот. Според податоците на Државниот завод за статистика и Министерството за земјоделие, во 2014 година земја во увезувала вкупно 676.518 тони храна и живи животни. За 10 години потребата за увоз станала 744.841 тон. За една деценија Македонија е зголемила потребата во просек од 10.832 тони. Пропорционално на зголемениот увоз, се зголемила и сумата за увозот. Така, ако во 2014 година државата дала 517.790.000 евра за увозот за храна, минатата година потрошила 1.067.298.000 евра. За една деценија, разликата е близу 550 милиони евра. Таа сума ја плаќаат граѓаните, чија бројка помеѓу двата пописа за 10 години се намалила за 185.000. Од каде ја набавуваме храната што ја јадеме? Земјава лани набавувала храна од вкупно 119 земји. 393.000 тони храна сме набавиле од Србија. За нив сме платиле над 287 милиони евра. Уделот на Србија во вкупниот увоз на земјоделско-прехранбени производи е 21,63%. Втора на списокот е Украина, земјата која 3 години е во војна. Успеала да произведе за нас 47 милиони храна, а ние сме и платиле речиси 39 милиони евра. Во првите 10 земји од кои сме набавиле храна се запишани Грција, Босна и Херцеговина, Турција, Германија, Косово и Албанија, а меѓу нив најдалечна е Аргентина, од која влегле земјоделско-прехранбени производи во количина од 34.000 тони. Иако количините се различни, во 119 земји кои ни испорачале храна лани, се вбројуваат и далечни земји како на пример Тајланд, Еквадор, Парагвај, Виетнам, Малезија, па дури и Уганда, Гватемала, брегот на Слоновата коска, Гана, Танзанија, Фокландските острови, Тринидад и Тобаго и Фарските острови. На земјава најмногу и недостига шеќер. Лани речиси 71 милион килограми се увезени, а за нив е потрошено 45 милиони евра. По нив, најмногу потреба имало од вода. Сме набавиле 68 милиони килограми, кои не чинеле 52,5 милиони евра. Не е мала сумата што сме ја платили за брашно. За 60 милиони килограми сме платиле 19 милиони евра. Голема потреба сме имали и од масло. Сме набавиле речиси 43 милиони килограми, кои не чинеле 43,5 милиони евра. Увозот од месо е пресметан на речиси 37 милиони килограми, кои чинеле 62 милиони евра. Иако бројките на увоз се загрижувачки, уште повеќе загрижуваат податоците за бројот на луѓе кои се занимаваат со производство на храна. За една деценија, бројот на земјоделци е преполовен. Ако во 2014 година биле запишани 127.438 вработени, лани таа бројка изнесувала 62.287 лица.